Почитувани, добар ден, ги следите вестите на Канал 8. Не запира загадувањето на водата во реките во Кочанскиот регион. Вработените во водостопанската подружница алармираат дека продолжува испуштањето отпадни материи во Ризарска река, што и понатаму негативно влијае за уништувањето на живиот свет во неа. Белата боја на водата во реката Масалница веќе станува вообичаена појава поради испуштањето непознати отпадни материи во нејзиното корито. Земјоделците кои имаат ниви во близина, уште од понеделникот попладне забележале оти има нов помор на рибите и на останатиот жив свет, па како и неколку пати досега ги известиле надлежните во водостопанската подружница. Предпладнето вработени во предпријатието направиле повторен увид и констатирале оти новата пријава од земјоделците е оправдана, но тие се немокни да го спречат загадувањето. Причина за тоа што непознат е субјектот или изворот на загадување, иако до сегашните слични случаи веќе биле пријавени кај инспекцијските органи. И покрај сите обиди да се пронајде виновникот, за тоа се уште не е пронајден, веројатно станува збор за префрлање на топката едни на други помеѓу Министерството за екологија, инспекторите помеѓу себе префрлат топката, односно инспектор за рибарство со инспектор за екологија. Сега најнова информација ни кажуваат од инспекторатот за животна средина дека наводно мострите требало ние да ги земаме од загадената вода, што за мене нема логика. И како ќе се одвиват работите од тука натаму, не знам. Загадувањето на водата во Ризарска река, односно во Масалница, беше констатирано и пред 10 дена. Излевање на отпадните материи имаше од цевка што директно се влева во речното корито, а само 10 метри погоре од неа има два привремени зафати со чија помош водата се пренасочува за полнење на оризовите ниви. Поради тоа што досега не се извршени испитувања за какво загадување се работи, непознато е како ова ќе се одрази на оризопроизводството, но сепак факт е дека живиот свет во водата изумира. Веќе се познава дека има повторно изумрени риби, жаби и други животни. Се додека не се докаже дали има нешто штетно, работите ќе стојат така, статус-кво. И додека надлежните инспекторски служби си ја префрлаат одговорноста, загадената вода во Масалница тече и ја уништува фауната во неа, а понатаму и во Брегалница. Впечаток е дека никој не сака да се зафати со откривање на загадувачот и решавање на проблемот, со надеж оти и граѓаните ќе отрпнат, па покрај сите други проблеми ќе заборават на ваквите еколошки инциденти. Продолжува нелегалното зафаќање на проточните води за наводнување оризови ниви што претходно не влегоа во планот за наводнување. Откако таква постапка беше откриена кај селото Подлог, сега земјоделците алармираат за нов случај кај Кучичино. Привремен зафат на Брегалница од кој преку јас треба да се полнат ниви покрај локалниот пат кон Кучичино е изграден нелегално и без согласност од надлежните. Земјоделци кои имаат ниви во близина на локацијата се јавија во нашата редакција за да алармираат оти, иако овој дел од полето не е планиран да се сее со ориз, некој веќе презел активности на своја рака да ги наполни нивите со вода од јазот. За ископ на каналот била донесена дури и градежна машина, веројатно со намера работата да се заврши што побрзо. Станува збор за површина од околу 30 декари, од кои, ако се засеат со ориз, подоц на излевањето на водата може да ги поплави околните површини, што веќе биле засеани со други земјоделски култури. Реакцијата на земјоделците е оправдана ако се има предвид дека со утврдениот и изменет годишен план за наводнување, површините во овој дел на општина Чешиново Облешево, наместо со ориз, добија пренамена за друга сеидба. Во телефонското јавување, земјоделците се пожалија на нефер односот на поединци кон останатите производители, при што побараа одговорните во водостопанското предпријатие да преземат мерки за да се спречи своеволното користење на водата за наводнување. Сличен случај имаше и деновиве во атарот на селата Горни и Долни Подлог, каде беше прекопан брегот на Кочанска река и имаше нелегално поставен зафат за проточната вода. Од водостопанската подружница веќе презедоа мерки за законско санкционирање на ваквото однесување, при што беше речено дека мора да постои дисциплина и ред во искористувањето на намалениот капацитет на реките и на хидросистемот Брегалница. Освен тоа, беше побарано земјоделците да го почитуваат годишниот план за наводнување,
со кој оваа година планираните површини за ориз се намалија за над 1000 хектари. Кучанската полиција и Општинскиот совет за безбедност во патниот сообраќај заедно со Ротари клубот Кочани Виница во заедничка акција за заштита и поголема безбедност на велосипедистите во сообраќајот. Делеа флаери и флуоресцентни елеци. По повод месецот на безбедноста на велосипедистите во сообраќајот, полициската станица Кочани од денеска започна со спроведување акција за подигнување на свеста кај учесниците во сообраќајот кои што возат велосипед за нивна заштита и поголема безбедност. Во соработка со Ротари клубот Кочани Виница, службени лица од полициската станица Кочани на неколку локации во градот на велосипедистите учесници во сообраќајот им делеа флаери со наслов "Возач сум, треба да знам" и флуоресцентни елеци кои што велосипедистите потребно е да ги носат особено навечер заради поголема видливост на патот и со тоа поголема заштита. На иницијатива на полициска станица Кочани, ние како Ротари клуб Кочани Виница свесестрано дадовме подршка на оваа акција која се уведува за подигање на свеста во сообраќајот, подигање на свеста не само во сообраќајот и безбедноста, туку ние како Ротари клуб видовме промоција и на здравието на луѓето, користење повеќе и на екологијата, значи и на спортот, а највеќе сега во дадениот момент нормално безбедноста пред се. Акцијата е дел од програмата за работа на Општинскиот совет за безбедност во патниот сообраќај на Кочани, а истата ќе трае до крајот на месец мај. Општина Кочани го објави повикот за пријавување кандидати за добивање на општинските награди за значајни остварувања и за животно дело. Писмените пријави може да се поднесуваат до одборот за доделување награди на општината до крајот на јуни. И годиново по повод Петровден, празникот на градот, Општина Кочани ќе ги додели наградите за значајни остварувања за животно дело. Јавниот повик за доставување пријави е веќе објавен, а промени во пропозициите нема да има во однос на изминатите години. Тоа значи дека и овој пат наградата за значајни остварувања за развојот на Општина Кочани може да им се додели на поединци, групи творци, екипи, установи, трговски друштва и здруженија на граѓани. Наградата е во паричен износ и изнесува 5 просечни плати исплатени во последните 3 месеци во Република Македонија. Исто така, Општината и годинава ќе ја додели наградата за животно дело во вид на плакета, а се однесува на случаи во кои што се постигнати исклучителни резултати и остварување во областа на науката, уметноста, иноваторството, стопанството и другите дејности од јавен интерес. Претходна оценка за изборот на евентуалниот добитник на наградата ќе направи Одборот за доделување на награди на Општина Кочани. Предлозите за доделување на наградите се доставуваат до одборот во писмена форма на адреса на Општина Кочани. Јавниот повик трае до 30 јуни. Инаку, прв добитник на наградата за животно дело во 2010 година беше основачот на Институтот за ориз во Кочани, Лазар Бабамов, а во 2011 година му припадна на основачот на музичкото училиште Ристо Јуруков. Потоа, наградата ја добија и поранешниот стопанственик и градоначалник Тодосија Паунов, спортскиот работник Јордан Манов, музичкиот амбасадор на Кочани Стево Теодосиевски и академикот Благој Попов. Наградата за значајни остварувања пак им беше доделена на боречкиот клуб Спартак, местната заедница Бели, клубот за гимнастички спортови Партизан, Сдруженијето на пензионери, женскиот фудбалски клуб Кочани и на основното музичко училиште Ристо Јуруков. Минатата година наградата за животно дело му припадна на Иван Иванов, поранешен пратеник, председател на извршниот совет на општината и долгогодишен директор на некогашната индустрија за автомобилски делови Руен. Наградата за значајни остварувања пак лани ја доби сликарот Танас Дедов. Шеснаесет ученици од музичкото училиште Ристо Јуруков се вратија со награди од државниот надпревар по музика, што се одржа во Скопје. Заслуга за успехот, освен учениците, имаат и нивните наставници. Ученици од основното музичко училиште Ристо Јуруков, кои изучуваат виолина, флейта и хармоника,
освоија вредни награди на државниот надпревар по музика што се одржа во Скопје. Под менторство на наставничката по виолина Драгана Трифуновиќ, а во пијано придружба на професор Марија Лазарова, прва награда освоија Тамара Охумуш и Иван Милосов, а со трета награда се вратија Марија Магдалена Божинова, Горица Јанева, Уна Гранков и Бојана Николова. Освен нив, Мартина Пулковска, Јована Андова, Елена Чучуковска, Милена Златкова и Бисера Маркова освоија втора награда на државниот, а Јована Благонова беше втора на регионалниот надпревар по флейта. Нивната професорка Јованка Милоевиќ им се заблагодари за трудот и посветеноста на учениците, како и на пијано со работничката професор Ивана Карова. Во класата на професор Слободан Трајанов, прва награда по хармоника освои ученикот Филип Стоименов, а трета добија Кристијан Ставрев, Бојан Костовски и Љупче Митев. На пресконференција во училиштето беа представени добитниците на наградите од државниот надпревар по музика во Скопје. Јас сум Милена Чучуковска, ученик сум во основното музичко училиште Ристо Јоруков во Кочани и сум во класата на професорката Јованка Милоевиќ и учествував во годинешниот државен надпревар што се одржа во Скопје минатата недела и мојот труд и трудот на мојата менторка се исплати со втора награда. Јас сум Мартина Пулковска, ученик во основното музичко училиште Ристо Јоруков со професорката Јованка Милоевиќ и учествував на државниот надпревар и освоив втора награда со 94 бода. Јас сум Јована Андова, јас учам во основното музичко училиште Ристо Јоруков. Јас оваа година бев на државен надпревар и освоив 92 бода. Викам Горица Јанева, бев на државен надпревар по виолина и освоив трето место. Со концертино и игра. Јас се викам Марија Магдалена Божинова. На кој надпревар учествуваше? На државен и регионален. Следната недела веќе ќе имаме и учесници од теоретскиот оддел кои се представуваат на државниот надпревар и меѓународен надпревар по гитара. Неуморно работеа, не е едноставно да се борат со тремата пред комисиите кои ги оценуваат и мислам дека во најголем дел како растат од година во година го чувствуваме работата овде во училиштето помеѓу 4 ѕида во училниците и кога ќе се представат пред сцените и како од година во година раснат. Ова е втор надпревар годинава од кој поголем број ученици од музичкото училиште се враќаат со награди. Претходно две ученички освоија втора и трета награда во дисциплината флейта на меѓународниот надпревар Полихимнија во Скопје. Кочани и Сдруженијето на пензионери годинава ќе бидат домаќини на Републичката спортска олимпијада на пензионерите од Македонија. Кочанското здружение довербата за организација ја доби од Сојузот на Сдруженијата на пензионерите на Македонија. Во 8 региони во државата во полн ек се регионалните спортски надпревари на кои пензионерите од третото доба се надпреваруваат во повеќе спортски дисциплини. На регионалните надпревари им претходеа општинските спортски надпревари, од каде што најуспешните спортисти ќе учествуваат на пензионерската спортска олимпијада на републичко ниво. И додека се одржуваат надпреварите по региони, Кочанското здружение на пензионери ја доби довербата од страна на Сојузот на пензионерите на Македонија да биде организатор и домаќин на пензионерската спортска олимпијада, што ќе се одржи на 2 септември. Ќе бидете домаќини на 22-та републичка спортска манифестација, републичка олимпијада на Македонија. Бидејќи и здруженијето со својот тим и локалната самоуправа на чело со началникот беа тие основни елементи кои придонесоа на вистина ова година за прв пат во историјата на Кочани да ги организираме овие републички спортски надпревари во градот на Оризот Кочани. Пензионерската спортска олимпијада ќе биде проследена со свечено дефиле, постројување и отворање на градскиот стадион Никола Мантов.
Спортските надпревари ќе се одржуваат на неколку спортски терени, додека завршната свеченост и заедничкото дружење ќе се одржи во ресторанот Амор. Следуваат информациите од спортот. 3 медали освоија членовите на карате клубот Кочани на меѓународниот турнир Солидарност во Скопје. Тоа е голем успех за кочанскиот клуб, чии каратисти ќе бидат дел од државната репрезентација која ќе учествува на Балканското првенство. Младите каратисти и членови на карате клубот Кочани имаа солиден настап на 17-тиот меѓународен турнир Солидарност Open 2017, што се одржа во Скопје. На надпреварот имаше силна конкуренција. Учествуваа над 630 каратисти во повеќе категории во кати и борби, а кочанскиот клуб го представуваа 5 каратисти кои освоија 2 сребрени и 1 бронзен медал. Одличната форма и досегашните успеси на слични надпреварувања ги потврди Верица Карова во категоријата над 45 кг, која го освои второто место и се закити со сребро. Нејзината клубска колешка Натали Веселинова пак во истата категорија се најде веднаш зад неа, освојувајќи ја бронзата. Третиот медал за екипата го донесе Томо Кузманов, кој во машка конкуренција во категоријата до 50 кг исто така беше второпласиран и заслужено го доби среброто. Останатите двајца каратисти на Кочани, Љубомир Давидков и Ана Марија Минова, имаа нешто послаби резултати и на крајот останаа без пласман. Со освоените медали, тројцата надпреварувачи од нашиот клуб дополнително потврдија дека заслужено ќе ги бранат боите на македонската пионерска карате репрезентација, која што учествува на престојното Балканско првенство што се одржува во Турција. Екипата на ракометниот клуб Торо Спорт повтор пат го дели високото второ место во ракометниот куп на Македонија. Силите ги одмерија со своите врсници од Охрид и Струмица и се закитија со сребрен пехар и награди за најдобар стрелец и најдобар играч. Во рамките на Final Four-от кој викендов се играше во Охрид, младите винички таленти од Торо Спорт силите се ги одмерија со своите врсници од Охрид и Струмица. Со силна и амбициозна игра, која не попушти до самиот крај, ракометарите на Торо Спорт го освоија сребрениот пехар по втор пат и се закитија со награди за најдобар стрелец и најдобар играч. Димитар Михајлов е момчето кое цврсто ги држеше своите позиции до самиот крај. Бев прогласен за најдобар десен бек минатата година, кој што пак се пласиравме на Final Four турнирот. А оваа година исто така 14 кола имам постигнато 124 гола. Многу сум благодарен на нашата екипа, посебно на нашиот тренер кој што вложи многу во нас и сето тоа излезе на виделина. Веќе 2 сезони поред играме на завршниот Final Four турнир, откако прво ќе завршиме како првопласирани во нашата група. И оваа година во полуфиналето игравме со домаќинот Охрид. Ги победивме со резултат 28-25 и игравме финале. Финалето го изгубивме, но поединци од нас бевме избрани за најдобри. Јас и минатата сезона и оваа сезона бев избран за најдобро лево крило. Ракометарите од Торо Спорт не застануваат тука. Годинава за трет пат учествуваме во Пионерската лига на Македонија, а за втор пат учествуваме во завршниот Final Four турнир. Многу сме задоволни од постигнатото досега. Постигнатиот успех на овие 2 години не е случајност, туку е плод на многу напорна работа. Покрај лигата имаме играни во повеќе меѓународни турнири. Сега имаме најава за нов меѓународни турнир во Смедерево. Продолжуваме со напорни тренинзи и се надеваме за злато во следната година. Тренерот Тодорчо Николов истакна дека е презадоволен од успехот, бидејќи во 3 надпреварувачки сезони 2 пати се игра во финалето за шампион на Македонија и 2 сезони дел од играчите Ефтимов и Михајлов се во идеалниот тим во првенството. Неговиот апел е дека со пожртвувана и несебична подготовка и игра, резултатот секако ќе дојде.
Поштовани, временската прогноза беше последната информација во вестите на Канал 8. Ви благодариме што бевте со нас. Следете ни на нашата веб страница kanal8.mk. Довидување.